Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Мрачно утро во центарот на Скопје, многу мрачно навистина. Дожд, гужви. А Драган, мрачните утра се наменети да го анализираме подземјето. Просто си бара. Папата ја напушти планетата Земја, најверојатно отиде на небото според христијанските верувања. Него го анализиравме пред 2 дена, но денес ќе анализираме тоа што оди под земјата, тоа се криминалци. Така е. А има ли во Македонија подобар за анализа на криминалците од нашиот безбедносен експерт Љубомир Ѓурчевски. Љубомир Ѓурчевски. Добро утро, Љубомир. Добро утро за слушателите на Радио Лидер. Да. Меѓу слушателите да ги поздравиме. Морам да ви се заблагодарам на комплиментите, ама знаете, има и многу други добри безбедносни експерти, само не знам како да ги мотивираме да почнат да излегуваат по медиумите и да кажат своји мислења и своји анализи точно за овој проблем, што викаме како, што и како се развиваат подземјето. подземјето. Уште утрина кога пишувме, најавиваме една порак. Вели, постојано го следиме Ѓурчевски кај вас и ги прави најдобрите емисии, ама имаме, вика, една нелагодност. Шо е, имаме, вика, една недоумица. Што е, викам, недоумицата? И тоа еден ваш колега ни пишува сега да него имен. Вика, кога зборува за политичарите ги вика Зоран Заев, Христијан Мицкоски и така натаму. Ама кога збори, вика, за криминалци, вика господинот Раде Штекли, господинот Шевај, господинот... И ве следеле во предходните емисии, и вика, што има господин во тие? Јас дадов едно објаснување, велам, може би викам за тоа што он ги апсел криминалците, вака лют им се обрекал со господине, треба да признаете. Господине, имате право да молчите. Да, па видете, мислам, дали е професионална деформација? Професионална деформација, знаете, кога се воделе истрагите, кога беа во надлежност на Министерството за внатрешни работи, кога сослушувате странка, а мора да му обезбедите бранител, и мора да внимавате пред бранителот кои методи ќе ги примените во сослушувањето на странката, затоа што се што ќе направите спротивно на закон, оставате простор во жалбената постапка да бидете искористено против вас, односно против истражниот орган, така да тоа останало како професионална деформација и верувам кај многу колеги дека оние кои што работеле, сега имало ситуации можеби кога биле употребувани и вулгарности, кога било употребувано и недозволени средства. Не, па затоа викам и недозволени средства, но пак викам дека секој пат сум се трудел да бидиме во рамките на законот. Во рамките на законот, да не излезиме од надвор од законот, затоа што присилното, односно тортурата во полицијата и во истрагата е кривично дело, за кое што многу лесно можете да се најдете како обвинет на обвинителната клупа, и затоа често пати јас знам да кажам дека истражителите и истрагата и јавните обвинители газат по ивицата на законот. Не се знае кога ќе пропаднат на другата страна, било да е тоа од коруптивни елементи, било да е тоа од примена на недозволиви средства во истрага. Па во стара Југославија не било така, ќутек се давало за се и се што. Па, може и така било подобро. Има тука дебати поврзани со човековите права, но околу господата... Да ви одговорам и на тоа прашање. Знаете, и јас по некој пат знам да го употребам тој израз дека на насилниот криминал и на бруталниот криминал треба да му се одговори со соодветна сила. Вие инаку не можете да го поразите. Едно време викавте треба да се извадат двоцевки. Двоцевки, така. Елиот Нес за организираниот криминал. Америка кога се најде 29-та година, кога се најде на работ на пропаста од организираните од мафијата, они го створија едноставно Елиот Нес и сите тие истражители, го пуштија на улица, ја што викам, му дадоа скратена сачмарка и му дадоа овластувања. И тоа е изворот на FBI, на формирањето на FBI. Господата криминалци досега неколку пати сме ги анализирали. Господата криминалци инвестираат во Дубај. Тоа така да кажам, значи нема стават од почеток. Имаме гледачи од странство, чисто да ви кажам, Миле Трифуновски, мојот порашен колега, е од Катар во близина таму каде се криминалците. Госпожа Илона Захариева е исто така од местот каде што потекнува терминот мафија. Мафија, коза на Кавачката мафија, горе северниот дел Кавачката. Меѓутоа, ние вака полека си станавме прилично сериозно гнездо на бандити. Ама видете, не само сериозно гнездо, значи
прашање е, јас работам да издадам една книга на инсталацијата и развојот на организираниот криминал на балканските простори. Значи, кога зборувам за инсталацијата на организираниот криминал на балканските простори, се навраќам некаде од 80-тите години, уште од онај период на Бабо, во Велика Кладуша, нели, па се навраќам на оние силни фалсификувања на патни исправи, па се навраќам на оние транспорти на опојни дроги, злато и така натака. И уште кога им дадовте вие на разноразни криминалци, пасоши... Тоа оставете го, тоа е ново. Овде зборам за 80-тите години, кога не, има едно подрачје, Санџакот е подрачје на најдобрите фалсификатори, значи тамо тамо се фалсификаторите кои што значи штанцале патни исправи, пасоши на СФР и така натаму. Грчевски, оваа држава, еве, кога веќе вие сте во пензија, вас треба да ви искористи во уметничкиот дел. Зошто го тврдам ово? Па не озбилно. Овде зборувал самиот Ѓурчевски дека тој го познава Шеваљ уште од кога Шеваљ бил дете. И сега, знаењето кога Шеваљ не бил Шеваљ, значи, сега замисли, го земаш Ѓурчевски, земаш 5-6 луѓе од Грчец, што го знаат као дете кога бил. Земаш уште неколку луѓе од околу. Ти можеш да направиш филм за Шеваљ благодарение на податоците земени од таму. Ние имаме проблем. Нашата филмска индустрија не твори. Сега види, Пабло Ескобар криминалец, серија направиле, филм направиле. И тоа феноменално. Оние што се браќа од Велика Британија, као се вика, а сега Netflix е една најгледани филмови за нив. Вие почнавте сценарио, ако разговараме за тој... И сега, зошто во Македонија за Шеваљ Муареми да не се направи едно дете од сиромашка земјоделска фамилија, од Грчец, стигнал до Дубај, милиони фрчат, политички конекции, убиства, не знам како се викаш овој шиша бар. Ако смеам да упаднам. Пазете, проблемот почнав да творам малку. Не, проблемот е во тоа што пак се враќаме. Инсталација на организираните криминални групи. Ајде да го спомнавте Шеваљ, јас го знам од дете. Но ги знам, неговите творци. Лесковица Наим, човекот кој што му подари Мерцедес на Киро Глигоров. И тоа може у филмот да влезе. Пазете, го знам Белјури Неџад. Творецот, човекот преку кого што се инсталира организираните криминални групи на подрачјето на Сара и така натака. Лично го знам Красничи Имер, од Дижонска 1/1, кој што беше убиен кај бензинската пумпа во Сингелич. Значи Чајани Мемет и Тајфата и така натака. Иначе Красничи Имер заедно со Боро учествуваат на онаа фамозна средба на Бранко Црвенковски со бизнисмените, кога со Јани Милјовски и таки Фити го припремаат законот за приватизација на општествениот капитал и земјоделските задруги. За тебе треба да има и улога во тој филм. Мислам дека Тони Михајловски најдобро би те глумел. Значи не, сега отидов, не излегов не надвор од само да избричам без брада, Тони у Кожњак инспектор да глуми во тој филм. Удбаш. Па не, тоа се баш удба. Тоа е удба стил. Да. Моден стил на удба, да не се. Со Кожњакот, да. Моден стил на удба. Одлична почнавме оваа емисија, дај малку. Иако јас не би сакал, но малку да се озбилиме. Ајде. Гледаме политички акции цело време, гледаме пресметка со корупцијата, гледаме кочански настани имавме, гледаме Џандар збира 30-40 луѓе, вице-премиер не е во притвор, градоначалници, бивши така натаму. Верувате ли дека оваа влада може да се бори против корупцијата? Верувате ли дека оваа влада има желба, намера конечно да ја победи корупцијата во Македонија, конечно да се избори со организираниот криминал? Знаете, Шеваљ сепак требаше да избега од Македонија. Овој што е, како се вика, Раде Штекли е во притвор. Голем дел од хероите на нашите претходни емисии, Ѓурчевски, во овој момент државата ги гони. Негде се сместени, но не се на улиците. Не се во Скопје, не се во кафич, како пијат виски и прават криминали. Прашањето ми е, дали конечно гледаме дека за прв пат некој се обидува да се бори со организираниот криминал или уште една популистичка маска е ова? Значи, кратко и јасно. Да, гледаме,
и гледаме сериозна намера на актуелната власт да се бори со сите средства против организираните криминални групи, особено во делот на корупцијата, во делот на бруталниот и насилниот криминал и во делот на трговијата со дрога, кој што се рак рана на беа последниот период од 7 години, особено беа рак рана на нашиот систем, безбедносно правен систем, значи во многу држави тоа заедно е полицијата и јавното и правосудството, и во Германија така на највисоко ниво. Значи кога гледам, но проблемот на оваа влада на каде што наидуваат се системските слабости. Системските слабости се содржани во сите законски проекти, ако сакате ќе почнеме од оние генерални закони, измената на кривичниот закон. Тоа е најголемата штета која што за да се исправи и за да се продолжи сериозно борбата против корупцијата и организираниот криминал и злоупотребата на службената положба, особено врската, да се скини врската, да се прекини помеѓу политичките елити и организираните криминални групи, вие мора да имате кривичен закон кој што ќе предвидуваат ригорозни санкции за злоупотреба на службената положба. Да, а овие се направија да им бидат така брзо да застарува, кратко ја намалија казната и така натака за несовесно работење во службата, за примање на подкуп, за давање на подкуп, значи таму морате да имате едни сериозни казни каде што ќе тргнете од виктимолошката наука. Виктимолошката наука е наука за жртвата, каде што ќе заштитите жртвата, а во конкретниот случај која е жртвата? Жртвата е државата. Абсолютно. Жртвата е правниот систем, жртвата е безбедносниот систем, па ако сакате и сите други, здравство, образование и така натака и така натака. Ајде сега го гледаме тоа на случајот од вчера. Да. Ај, Драган, вчера имаше повторно еден джандар збира. Јас не успев затоа што малку повеќе сум активен сега околу светските финансиски пазари, анализи, некои такви Немој се обидувам да го Па да, дешифрирам. Европа кога се распаѓат, Златев болен. Го гледам, го пратам Трамп, жалам по папата и не стигнав, нели, да... Ако, добро е да се жали по папата. И не стигнав да проанализирам што се случува во Македонија. Вчера доктори, Да, голема акција имаше вчера. адвокати, инвалидски пензии, Ама чуди. тоа е врската, таа е врската на организираниот криминал. Може ли вака да влеземе? Објасни Не, го само случајот. толку сакам да кажам. Не, и на почетокот тоа го пропуштив, недобро е што Златев го спомна папата, мислам секоја чест треба да оддадиме едно нормално коректен човек и едно нормално почитување, затоа што папата Франциск ја призна Македонија и македонскиот народ како македонци и така се изјасни, што е многу позитивно и од тој аспект, значи треба да имаме почитување према ликот и делото на... Но и беше, тој се пресмета со корупцијата во Ватиканската банка. Педофилството, и со дел со педофилството, може би не целосно, ама дел влезе и навистина беше позитивен пример. Така. Знаете како, особено кога тој буквално набрка кардинали поради корупција. Ние у Македонија ради корупција ни еден владика не смениле, ќе помислиш дека сите се честни. Драган, што се случуваше вчера со тој случај едно сиже да дадеме, ако може, за да може Ѓурчевски да проанализира нели околу целата оваа работа. Да, ќе кажеме, тоа само една работа. Во Македонија, бидејќи ви многу добро го знаете оваа разлика. Јас мислам дека пресметката со овие криминални групи што занимаваат со, не знам, со оружје, со дрога, кои што вака на прв поглед делуваат најопасни. Бидејќи тоа се луѓе од улица кои што вадат пиштоли и пукаат. И со релативно низок степен на образование и интелект. Тоа чека вие да го кажете. Тие луѓе ми се чини дека полицијата многу поедноставно се справува затоа што тука може да поработи со чмарката. А баш ке има еден момент кај нив што се вика се требат меѓу себе. Меѓутоа со овие кои што имаат висок степен на интелигенција и висок степен на образование. Криминалот на белите јаки. Тоа е криминална. Еве сега еден коментирал, вели ние немаме подземје, имаме надземје. Луѓе кои што владеат на сосема полинеков начин со тој вид на криминал. Со нив е клучната борба. Затоа што тие ги контролираат тие овие на улица, тие ги контролираат тие наративите, тие контролираат се. Со нив како да се справиш е прашањето? Прашањето е
релативно едно од подобрите прашања кое што некој пат сме го анализирали, ајде да се навратиме. Значи, борбата против организираниот криминал кој што го вршат лицата, она познат во криминалистичката наука како криминалот на белите јаки. Тоа се криминалот кој што го прават избрани, именувани функционери, кобајаги господа. Кобајаги господа, бизнисмени кои што ги контролираат бизнисот, парите и така натаму. Луѓе како мене. Да, луѓе како Златко. Човекот се пронеде. Значи, луѓе кои што имаат влијание врз вкупните политички текови, луѓе кои што имаат луѓето. Не ви вода да не викнеш полицаец. Значи ме нацрта како криминалец, викат луѓе што имаат на политички текови, јас секој се бајле емисија правам. Луѓе вика немој да работи. Дај да работиме. Дај да работиме. Не, добро, не, јас знам, сакаме да внесиме малку. Два пати у станица сум бил, така си ја сакаме да внесиме малку рекреација во емисијава. Златев е криминалец во најава. Покушај. Да се вратиме во тоа, значи луѓе кои што имаат голема политичка моќ, голема финансиска моќ и така натака. Градот згради во Дубај, така. Да, градот згради во Дубај што викаме, но криминологијата па како наука, кога го дефинират ликот на сторителот на економските кривични дела, особено овие материјални кривични дела, викат тоа се слабаци, тоа се луѓе кои што не знаат да живеат без пари и тоа се луѓе на кои што не треба да им се дозволи да поседуваат имот и затоа јас и во мојот магистерски труд и на докторските науки што кажував и која теза ја бранам, дека сторителите на економските кривични дела не треба да бидат во притвор, него треба да им се забрани оптоварување и отоѓување на вкупниот имот, се до 10-то колено, што викам. Целото да согласувам. Цело до 10-то колено. Све, да едноставно да го направиме хипик, да спиет под мост, да е социјален случај, да оди да него затворот него плаши. Затворот него плаши, зашто што парите нему му се моќ, парите нему му се сила, парите нему му се купување на општеството, на правниот систем, на безбедносниот систем, на здравствениот систем, на образовниот систем, па вие видите, ајде да разговараме колку наши политички експонирани личности купија дипломи, фалсификувани дипломи. Па како се наполнија државната администрација? Го случајот од вчера. Значи, за да го фатиме случајот од вчера, јас само сакам однапред, Драган, да те едуцирам со уште една работа. Исти ваков случај имавме во 2007 година, кога јас бев помошник директор во Бирото за јавна безбедност, за криминалистичка полиција. Значи, и тогаш работевме на делот на издавање на фалсификат лекарски документации за пензии, инвалидски пензии и нега на болно лице, за да сега повторно го отворат. Секогаш кога е другата политичка опција во Република Македонија на власт, таа едноставно создават позитивна почва за раст на тој вид на криминал, каде што многу лесно се екипираат, значи доктори, адвокати. Тоа сакам да кажам. Вчера 50 луѓе. Повелете. 50 луѓе, доктори, членови на комисија, адвокат, вешто лице, управител на консултантско биро. Сите тие се дел од здружение, практично од банда која што високо интелектуално позиционирани. Апсолутно. Сите со високо образование. И со што занимавале? Со прикажување на лажни диагнози и овозможувале за аплицирање, добивање и користење на финансиска помош за туѓа нега на лице и за незаконско стекнување и користење на инвалидски пензии. 50 луѓе од висока категорија. Пензија во Македонија е многу ниска. Кој е тој што плаќа да го зима тоа? Не е така. Не е така. Господ знае колку луѓе значи инвалидската пензија достигна ниво некаде на минималната пензија 18.000 денари. Има луѓе кои што воопшто никој пат не исполниле услови со оглед на оние 15 години работен стаж, нели, и се дрзнуваат да земат инвалидска пензија и да заминат во странство. Некои добиваат инвалидска пензија на 40 години и заминуваат во Германија. Работат на диво. Но проблемот на фондот за здравство, јас мислам дека овде, не на фондот за здравство, на фондот за пензиско инвалидско осигурување, јас овде ние го коментиравме кога беше хакерскиот напад на фондот. И јас тогаш реков дека во фондот треба да се спроведи во фондот за пензиско, да не бидам погрешен. Знаеш колку инвалидски пензии во Македонија во моментов има? 25.364.
Зашто Ама разговараме? дозволете, ама има 40.000, основано сомнение 40.000 лица кои што добиле пензија, меѓу кои што и државјани на Косово, за кои што нема Апсолутно нема основа, да. М1, М2, М4 образци. Луѓе, вие не сте свесни колку пари се испумпани. Просечната инвалидска пензија изнесува 21.200. 21, така, повише од минималната. Човек е готов да плати повише од минималната. И сега, кога вие гледате Кањас во владењето на претходната власт, што ни беа нападнати? Ни беа нападнати сите фондови, ни беше нападнати фондот хакерски и фондот за здравство. Така е. И ни беше нападнати фондот за пензиско Многу инвалидско интересно како така ги напаѓаат. Да, многу интересно. Ги напаѓаат. Да, ги напаѓаат. Значи, тоа се испумпа огромни средства. Знаете, тоа фондовски, јас зошто нели преđe ние искоментиравне, мислам дека со Драган искоментиравне, Лјупчо не беше се уште тука, кога рековне дека буџетот на фондот за здравство стигне скоро до €1.000.000. Да. Да се огромни пари. И сега се поставуваат прашањето кој е помојчен, министерот за здравство или директорот на фондот за здравство. Ме разбирате? Значи тоа се институции кои што и како или фондот за пензиско Драган, и инвалидско. што правеле они? Фалс документи, Фалс диагнози, Но сега мене ми викаат, Лјупчо е удрен у главата и ќе добие и му се дават инвалидска пензија. мозочен удар и ја идам на 30 години не, инвалидска Ме фрапира пензија. дека 50 луѓе учествувале во приказната. Ама пазете, тоа се 4 комисии. 4 комисии по 5 луѓе, тоа рачунајте 20 луѓе. Рачунајте дека има лекари во Велес, во Тетово, во градовите се тамо наброени, Скопје и така натака. И згора над ними второстепената комисија во Скопје при Министерството за здравство, и кога ќе видите, значи целата таа структура, секако мора да имате бранител, адвокат, секако мора да имате и проценители и вешти лица од Сето тоа стои тука, апсолутно, од областа на Видовте ли медицината. тој бе некој полицаец што се прогласил за мртов за жирантите да му го плаќаат кредитот? Имало и таков случај. Ама пазете, има секакви измами. Пазете, има секакви измами. Колку измами има компјутерски измами каде што нудат ова, каде што надат. Значи, затоа во Министерството за внатрешни работи се создаде еден посебен одел за компјутерски криминал. Не е компјутер, ој за мртов се. Ама не без разлика, ама тој се прогласил за мртов. Може 500 евро од општина има Не, земено. дозволи, но ако некој сакал тоа да го провери, многу лесно се проверува. Значи се барат од надлежните органи да издадат податоци дали го има во книгата на умрени или го нема во книгата на умрени. Што банката по службена должност може да си го провери. Но знаете што, Ѓурчевски? Овој случај не е прв ваков. Не, 2007 година. Така е. Еве, некои подсетуваат дека од 2007 кој 2007 година, да. Ама јас бев пристигнуваат голем број комплименти за вас, морам Ама да ви признам. Јас бев помошник директор, имаше колеги инспектори кои што работеа на случајот и како истата шема. Истата ше и прашуваат дали заврши во затвор некој во 2007. Да, завршија во затвор, беа одземени лиценци на неколку лекари, лиценци за работа, беше изречена заштитна, односно мерка на безбедност, тоа во кривичното право стои мерка за безбедност, забрана за вршење на професија или дејност во одреден период, па таму беше изречена мерка до 5 години и така натака, и мислам дека овде треба, затоа реков јас, проблем системските проблеми, законите, да се зголемат санкциите и тие лекари кои што одат спротивно на Хипократовата заклетва, треба една за секој пат да сватат дека штом ќе излезат надвор од Хипократовата заклетва и ќе направат и ќе сторат криминал злоупотребувајќи ја службената положба, на ними треба да им се одземи лиценцата и да им се забрани да вршат лекарска За тоа професија. целото согласувам. Но мене ме интересира нешто друго, како ќе ми го објасни тоа од некој можеби полициски аспект. За да се соберат 50 луѓе во организирана група, 50 луѓе кои што не се нужно поврзани природно меѓу себе, ој е доктор, ој е адвокат, оно е вешто лице, оно е во комисија. Тоа е сериозна работа. Некој морало да го смисли сето тоа, некој морало да ги поврзе. Не, може и сами се поврзеле, они заедничко е да си требале пари. Кажете ми како оди тоа? Златев, можеме ли ајти да собереме 50 луѓе да организираме? Од одма. Ако имате милион евра, ако имате пари. Ако немам пари, јас зборам што. Како иде? Ако имам пари, ќе си дам партија, јас ќе гласате. Ја кога станувам од маса, еве уделот на маркетинг. Кога ќе дое некој кој ќе ми каже, види брат, ја ќе доеме ние од тука, толку пари тебе ќе ти префрлат за реклама, ти ќе пуштиш реклама, вамо ќе даеш толку, ќе има за сите.
кога го слушам зборот ќе има за сите, јас станувам. Ти си Ја викам, некам да има за сите, ја за мене си сакам. Си прекам Златев, Објаснете како се собираат луѓе во души се организирале, ќе има за сите, вика. Златев, знаете што ме збунува? Да ви објаснам што ме збунува. Ова не се луѓе кои што се подземје. Ова не се собрале шевањи штекли, него се собрал доктор, човек што лечи. Па му рекле, докторе, има за сите. Не се секире, за сите ќе има. Како викаме, кој начело го користиме во организираниот криминал? Ако не сака, дади му уште пари. Така. Значи парите се врската. Тамо каде што неќе бургија, пара сака, да. Значи врската помеѓу целата оваа групација се парите и материјалните интереси. Значи зато тие се собрале. Еден исти адвокат застапува 10 клиенти и одит од комисија до комисија. Аха. Ме разбирате? И тој во секоја комисија нуди тоа што викат господинот Златев, ќе има за сите. Тоа е делот. Вие, несвесно или свесно, кажавте многу убава работа. Ако има милион евра, ќе си формирам партија. Да. Пазете, нашите политички партии, нашите политички елити се претворија во организирани криминални групи со милиони евра, со милиарди евра, па некој гради од 50 катници во Дубај, па за неа требат милиарда евра. Апсолутно. Не треба да градиш тамо треба многу пари. Значи им треба многу пари. Зато викаме, како викаме некој да добие златна виза, како може Шевалј кој што стои на врвот на транспортите на организираниот криминал со дрога и така натака. Но светските канали каде што станува збор за 4-5 до толку високо е. Да, и зато во Дубај, зато Дубај не подпишува членство во, односно не сакат пристав членство во Интерпол, за да не мора да ги испорачуваат. За да не мора да ги испорачуваат белосветските криминалци кои што таму се наредени таму. Наредени таму кои што перат па од овие што ние Република Македонија, односно Република Македонија, немој погрешен термин и се извинувам на Македонија и македонскиот народ. Еден Оливер Спасовски, еден криминоген тип издаде 215 пасоши на штета на Република Македонија и тој да не одговара за кривично дело доведување на Република Македонија во починета состојба по член 308. Па и не само тоа, но не само тоа, велепредавство и така натака, но овде затоа што тој го загрози суверенитетот на Република Македонија. Ме разбирате? Да, значи, зато викаме ние и сега тие огромни такви криминалци кои што се собрани во Дубај и на некои други места, такви офшор места каде што се офшор држави. Офшор држави, перални на пари. Ме сваќате? Значи целиот свет имаме проблеми со ними. И сега пак ќе се вратам на она што моментно го работам, инсталацијата на организираниот криминал на подрачје на бивша Југославија. Добра. Односно на Балканов, ако сакате и Бугарија, ако сакате па во Бугарија, знаете, дилерите со нафта и со ова ги убиваа пред лифтови. Така е. Пред лифтови ги убиваа кога во Бугарија се правеа црните пари, за да некој сега истите тие кои што правеат црни пари го контролираат политичкиот систем. Исто што и кај нас, исто што и во Албанија, да не се лажиме, во Албанија дрогата ја чуваа со автоматски пушки во Лазарат, па дојде карабинерите од Италија за да го разреша тој проблем, за да денеска една Албанија отиде напред и стане извозник на храна, а Македонија отиде во обратен правец. Од извозник на храна ни задовне 15 лиценци на бандитски фирми за производство на марихуана. Така обаво го објаснивте у 5 реченици одлично. Така е. Значи, во кој ќе ја видите суштината на проблемот, доваѓате до правата вистина. До правата вистина. Добро, имав дека прашање од типот која била цената за да се добие пензија, не знам, немам појма Игор која била. Да, јас немам. Дека имало посредници, имало, јас се обидувам со Ѓучевски да направиме една условно кажано слика на тоа како изгледа тој принцип во кој што луѓе кои што по дефолт би требало да бидат честни, значи не се луѓе родени криминалци, оние што ги нарекуваме, да ги навлечете да работат нешто што многу добро знаат дека е недозволено, да замижуваат, да потпишуваат кај што не треба, да ја оштетуваат државата свесто, да не се лажеме, ако им дадете напамет зборувам 500 инвалидски пензии, со години кога се пресметаат колку пари, тоа се страшни пари кои што државата ги плаќа без везе. Рачунајте дека секоја комисија добивала минимум од 2 до 5.000 евра. Значи целата таа групација од една пензија. Ама ако издадите така, ако издадите 1000, зато викаме причината колку е тешко да се најдат овие, бидејќи полицијата вели 50 луѓе се во игра. Колку е тешко
да им се влезе во трага на овие... Едноставно, пазете, криминалните структури сами си ги наоѓаат клиентите. Не, мислев колку е тешко на полицијата да влезе во вакви случаи и да ги пробие. Пазете. Бидејќи знаете како невидливо е ова не е човек што пука на улица. Ако се применат и ако се искористат оперативните позиции на искусни инспектори, затоа што пазете, во тој вид на криминал, во оделот за организиран криминал треба да работат инспектори со најмалку 10 годишно работно искуство, значи природно искусно кој што претходно поминале, нели и малолетничка деликвенција и општ криминалитет и така натака, значи кои што ги познаваат, го познаваат оперативното работење на полицијата. Значи да има поднесено најмалку, ја што викам, барем 10 кривични пријави, да знаеш што е тоа. Да знаеш што е тоа, не може да ми стани началник без ни една кривична пријава не поднел, како што беше тоа се случува. И тоа се по 2017 настојани се случуваше. Човек кој што никад не открил кривично дело, доваѓаат началник на некој кој што откривал по 50 кривични дела. И тој треба да му каже, оди работи. Да, оди работи. Или тој не му кажува оди работи, му кажува оди да немој таму да си четнал, немој таму да фактички тој не вика оди работи, не работи. Немој тоа да, оди не работи. И сега тие структури секој пат контактираат, имаат контакти со адвокати, со лекари, со професори, со научници, значи инспектор во полиција. И не само во полиција, во било која инспекцијска служба. Тоа му е работа да контактира со луѓето, да седни, да испиет кафе, да слушни, да разговара, да прибери оперативни сознанија, да примени посебни истражни мерки. Значи, пазете, овластувањето го има закон, че го известите јавниот обвинител, се добиваат, се шушкат, односно гласини имаме, непроверени, дека Ѓурчевски се занимаваат со тој недозволен бизнис. Дајте да го ставиме на систем за следење, не знам, физичко следење, не знам, електронско комуникации, не знам, значи, ме свајчете. Значи, затоа викаме, има еден куп методи, а јас верувам дека во Министерството за внатрешни работи, а и во финансиската полиција и во сите други истражни органи има прекрасни оперативци. Апсолутно, така се согласен. Да не се лажиме, јас никој пат нема да кажам, јас на старт на емисијава што реков, има прекрасни аналитичари од нашата служба кои што сме извегли, значи кои што имаме огромно работно искуство, но не можеме да ги мотивираме да зборат. Многу е тешко тоа. А има што да кажат. Луѓето дали си ја чуваат својата приватност, дали си чуваат работното место или не знам што, меѓутоа фактот дека е тешко. Да, тешко е, а има што да кажат, имаат знаење, имаат. Ѓурче, ви личи ли на вас дека во последниот период ова што го зборат од што го зборуваат, извинувам, од владата и од полицијата не е само гола реторика, туку навистина е влезено, особено после Кочани, во бескомпромисна борба со организираниот криминал. Да. Пазете, затоа јас и случајот од Кочани една многу гадна трагедија која што ќе не влече. Значи прво сочувство до семејствата, до градот Кочани, до Република Македонија, ваква трагедија се нема случајно. Значи, пазете, зашто го делам тој случај во два правци. Првиот правец е, тргнувајќи од начелово ова што нашата констатација, ова влада, ова структура, ова Министерство за внатрешни работи, значи имаат најсериозна и најчесна намера да равчистат со организираниот криминал. Корупцијата, трговијата, тоа на старт го кажавме, да не се лажиме. Тоа е првата работа. Значи и секоја чест за извршноста на наредбите кои што стигнуваа од јавното обвинителство према полицијата во превземање на действија во истрагава. Така. И затоа некој кој што сака да каже за селективност на оваа истрага за Кочани, нека не се обидува да кажат за селективност во Министерството за внатрешни работи и во владата. Тоа е политички она. Значи ако некаде сака да бараат селективност, нека бараат во јавното обвинителство, односно во луѓето кои што тие ги поставија на тие позиции, каде што се зошто? Затоа што јавното обвинителство е надлежен орган за водење на истрагата. Ако они издадат наредба, приведете го Ѓурчевски. Нема човек во МВР кој што нема да постапи. Значи ќе го приведат и ќе го донесат. Таков е законот и го остави. Законот е тој. Да не се лажиме. Вториот момент, ако сакаме да зборуваме за селективност,
почекајте, стрпете се, дајте му шанса на ова јавно обвинителство да ја завршите истрагата, па ќе го видиме обвинителниот акт. Во обвинителниот акт ќе има иземени лица заради немање на доволно докази против некого. Кога ќе требат јавните обвинители да објаснат зашто против Ѓурчевски не е опфатен во обвинението, а бил во притвор 2 месеци, бил во притвор, а се откажуваме од гонење заради немање на доволно докази. Значи тогаш ќе коментираме и тогаш ќе правиме анализи по тој основ на она што викаме. Согласувам. Она што викаме почани. Вие го свртевте од обратен правец? Не го свртев од обратен. Не ни дојдов до главната поента. Ајде, појдете. Главната поента на истрагата, зато реков, се два елементи. Да го слушнам. Едниот елемент се системските слабости, законските пропустите, лиценците, фалсификатите, глупостите, злоупотребата на службената положба, корупцијата во државните органи. Истиот момент, 2000 евра, 1000 евра. Да, значи исто. Тоа се едниот момент, каде што треба да бидат опфатени сите тие во посебен предмет, за да не биде оптоварен предметот во сообвинение. И вториот момент е непосредно вечерта, действија кои што вечерта допринеле да се случи настанот, тоа што се случи. Во тие действија што треба да влези? Значи ние сите на старт викаме објектот работел на диво. Крај. Така е, да. Одговорно лице на објектот е Ѓурчевски Љубомир. Така? Да. Ѓурчевски Љубомир со Драган како организатор организирале забава. Нискочани недела дена пред тоа имало плакати, така објави дека ќе концерт, дека тој ДНК и така натака и така натака на место тоа и така натака и така натака. Че полицијата дознала, макар од таа јавност, дознала дека на тој и тој ден ќе има јавен собир во тој и тој објект. Знаејќи дека тој објект е див. Тоа е првиот момент. Организаторот, одговорноста на организаторот, затоа што тој организирал настан јавен собир во див објект. Така е. Значи, понатака, што викаме? Кој внел пиротехника и дали за таа пиротехника имал одобрение? Ако немал, одговорност. Да, ниту пак имал услови. Така, кој ја употребил неовластено? Значи, тоа се вечерта действија, вечерта ги броиме. Кој ја употребил неовластено? Ракувал со пиротехниката. Значи, исто така. Понатака, обезбедувањето, кое што во 12:00, односно прво не смеело да дозволи во објект со 250 места да прими дупло и повеќе, да прими 600 гости. Стампедо, прегазување, знаете, зборуваат децата повредени и така натака и така натака. Па малолетници примени и сето тоа, значи затоа викаме сплетна действија кои што се непосредно вечерта кога е настанот. Тоа е засебна кривична пријава која што треба да ги опфати сите овие елементи, а сите овие системски слабости за кои што зборуваме. Фалсификување на лиценци, фалсификување елаборати, правење градежни дозволи, не знам вакви, не знам такви, не знам дозвола за пренамена на објектот од трговски во дискотека, значи сето тоа се системски слабости. Впрочем, јас често пати и јас знам да кажам, ама ме потврди и Државната комисија за спречување на корупција, кога кажав не, имаме судир на закони, имаме правни празнини, имаме правни празнини во законите кои што се обврска на оваа влада, сето тоа да го надмени за воиднина да не ни се случи. Ѓурчевски, што правиме со судската мафија? Имено што се случува? Доколку сте вие судија, независно колку ви е нелогична, независно колку ви е несогласно законот, независно колку ви е апсурдна пресудата, вие не може да одговарате кривично за донесена пресуда. И тука има цела една организирана банда на поврзани семејства. Жената е судика, мажот е адвокат, он се работува со други адвокати и се знае таму има веќе предвидени тарифи. Истото се случува и со обвинителствата и така натаму. Доколку утре излезе јавен обвинител, вас ве гонат, да речеме, вие му убиете овде мене пред камера, не дај Боже, но може да се случи. Се случува. Може на Милош да му пукне овдека. Му текне на обвинителот, ја го повлекувам од обвинението за Ѓурчевски, тој обвинител не може да одговара. Сега дозволи. Вие вчера бевте на емисија кога премиерот тоа многу убаво и многу пластично го образложи. Кога викаме имаме системски проблеми.
Системските проблеми на стартот ние ги чепнавме, ама само ги чепнавме со законот за кривичниот закон. Ние имаме проблем со тоа што се направи измени на закон за јавно обвинителство, закон за судови, закон за судски совет. Ме разбирате? Значи системски проблеми. Вие пазете парламентот како законодавно тело изгласуваат недоверба на лица кои што ги избрал членови на судски совет од таа организирана банда, вие што ја нарекувате, што ја кажуваме и што ја коментираме сите, не сакаат да си заминат. Зошто? Затоа што они мислат дека тоа е нивно, како да ви кажам, ајде малку родено право. Родено право, така. Како монархија. Монархија, да, плава крв, сина крв. Они така се чувствуваат. Приме ова што го кажуваме, татко, мајка, зет, шура, ова, она исповрзаност. Синојча, премиерот многу убаво кажа, за да се развие таа работа, ние треба, односно и јас тоа го кажувам, и често пати сите сме го коментирале, треба силно да седниме во рок од 6 месеци, она што го направи на времето Словенија. Го затвори парламентот 6 месеци, сите системски закони, особено овие закони со двотретинско мнозинство што се донесуваат, за да се донесат, да се направат измени, да се знаат кој кого именуват, кој кого избират, како го разрешуваат, како го санкционират, како се утврдуваат одговорност за несовесно вршење на судската работа, на јавно обвинителската работа, ме разбирате? Не може судија да му падне предметот во Страсбур, државата да плати 3 милиони евра, а тој да нема никакви последици за тоа што постојат елементи на коруптивност во целата таа работа. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Значи ние затоа викаме под итно треба промена на сите системски закони кои што создаваат и генерираат системски проблеми за да дојдеме до една ситуација да воспоставиме правила на игра. Знаете, луѓето кога го измислувале фудбалот или кошарката, напишале правила на игра, па ти викат во фудбалот ако ја фатиш топката со рака, се свири прекршок, фаул, готово, крај. Исто и во судот. Ако судијата донеси пресуда која што ќе му падне, државата ќе треба да плати огромни штети. Или јавното обвинителство. Многу ме е поразително ова, Ѓурчевски, кога ќе речете ние за треба конечно да поставиме правила на игра. 2025 година. Не треба да поставиме правила на игра. Ама 32 години никој не поставуваше правила на игра, не го поставуваше правила на криминал. Луѓе мои, самиот лицензен систем, самиот систем на издавање на транспортни дозволи, самиот систем на јавни набавки е во основа коруптивен. Пазете. Просто нуди. Пазете. Не може некој да ми распиши јавна набавка за набавка на прехранбени производи и цените на прехранбените производи да ја надминат малопродажната цена во продавница, па ако е надмина тогаш ќе го пратам референтот од продавница нека купуваат. Ќе заштедам пари во буџетот. Љубомир Ѓурчевски, безбедносен аналитичар, гости ново утро во Радио Лидер. Одлична емисија, имаме почитувани слушатели. Одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во вториот дел од емисијата, со која Ѓурчевски ќе ни исцрта како да се пресметаме со организираниот криминал, односно ќе им даде бесплатен совет на нашите власти. Почитувани слушатели, вчера ви се пожалив дека овде се има формирано литературен кружок, денес работио уште повеќе се излезени од контрола. Имавме на паузава и драмско читање. Ја не знам што се случува со техничари во Радио Лидер, некаква креација ги удира, мислам дека кај да ќе почнат да продуцираат радиодрама. Зборевме на самиот почеток за овие криминални кланови кои сега кој е избеган, кој е во затвор, кој е ваму, кој е таму, но на улиците некој им го зазема местото, веројатно, или можеби нивните структури понатаму на еден или на друг начин работат. Ѓурчевски, што се случува со мрежите на Шевалј, со мрежите на Раде Штекли, со мрежите на
на тие барон, како се вика, Бела ноца и така натаму. Многу интересни имиња има, да. Рачиновскиот клан, на Чаирскиот клан, на Што се случува сега со нив? На Струмичкиот клан, на исчезнувањето на марихуаната од магазините и така натака, апсењето на деа. Мислам што се случуваат, мислам дека во последниве 10 месеци, благодарение на сите оние акции кои што ги презема Министерството за внатрешни работи, мислам дека државата полека веќе има многу навлечени на дрога, сериозно, без кокаина, ако останеме... нема да останеме. Не, во една прилика на истиот овој медиум, нели, правевме анализа колкав е дневниот пазар на дрога во Република Македонија, до која што наркоманите сакале нечеле дека ќе дојдат, колку и полицијата да се трудит, колку и да фајчат, колку и да привира, значи тоа е све пресметливо пресметано. Пресметано е колку они губат во борбата, например, со тоа што полицијата ќе фати, ќе открие, ќе одземи и така натака, но има доволно секогаш за да тие наркомани, уживателите на опојната дрога ја добијат она дневна доза што викаме, и тие организирани криминални групи преку нивната дилерска мрежа, улична дилерска мрежа, од типот на Франкфурт мафијата, нели, во Западна Германија. Но нели е подобро да се легализира по 18% ДДВ да се плаќа на джоинт, на грам? Видете, јас во една прилика за еден медиум зборував за легализација на марихуаната од типот на медицински потреби. Но таму зошто не и за рекреативни? Не, таму ни е потребен закон кој што ќе бидат добро регулирани на односите. На кои места, кои ќе продават, како ќе се продават, како ќе биде достапна, задолжително легитимирање, за да не завршувам емисија, викам Ѓурче, ајде идеме на поеден джоинт. Ти си со здравствени проблеми, јас сум со здравствени проблеми. Драгче е здрав, ама ќе ни прави друштво, сега да не туваме садни. Значи, тоа е една тема на која што треба да разговараат. Прво, здравствени работници. Пивци комбинација со тоа. Да, здравствените работници, медицината да си го кажи своето, да си го кажи науката, биологијата, да си го кажи за тоа растение и така, значи има фармацијата како една основна наука за тој дел, за лековитоста, за штетноста и така натаму. Значи и затоа викам, не можеме ние овде зборуваме, онака си правиме рекреација, паушално, па викаме, знаеш што, па зошто не се легализира, ајде ќе емитираме Холандија. Ние сме далеку од тој, од Амстердам и од тоа што таму се случува. Што сме далеку, што? Далеку сме, далеку сме. Зборам и демократски, и законито, Сака да кажете дека Холандија е толку добро организирана земја што може да си го дозволи тој луксус. Може да си го дозволи затоа што функционираат системот, правниот систем. Кај нас да се случи тоа ќе настане комплетен хаос, тврдите, да. Хаос, затоа што нема да биде тоа задржано во кафулиња кои се конкретизирани за тоа. Немаш регулатива, ти мора да имаш регулатива. Кој ќе продават, како ќе продават. Не, во Холандија можеш дома да си носиш. Имаш закони, имаш систем. Ти во Холандија не ја купуваш на улица, него ја купуваш во трафика. Па 100 пати поубаво на улица, не знаеш што купуваш во трафика, знаеш дека тоа ти дава гаранција, брате, да. Ти тоа, ама ти тоа овде го немаш. Значи немаш нема да едуцирани, ти овде знаеш што ќе имаш. Ти овде ќе ја имаш. Ајде да не речам бувљак. Не е така како. Како не, бувљак. Ти кој ќе ставиш со стандардизација кој млеко, што мора да е пастеризирано, мора да е и тревата. Овој повторно се враќаат на тоа што го викаме. Златев, значи треба да седнат луѓе од научна фела. Фармацевти, медицина, безбедност, сите да создадат систем кој што ќе ги канализира тие работи за да не ни се случи бит пазар, зелен пазар, не знам, дижонска, не знам. Особено што марихуаната има помалку нус ефекти од млекото, лактозата е поштетна за организмот од конопот. Златев, тоа ќе го кажат реални. Златев, тоа ќе го кажат фармацевтите. Нема тие мафија. Може да јас појдам да го свртам сега прашањето во овој. Ајде, сврти го. Значи, мафииве кои што сега се разбиени, окей, супер, браво, тераме. Меѓутоа и самиот вие знаете дека
тој простор мора да го пополни некој. За жал. Полицијата за сега е полицијата на улица. Но сакам да кажам дека вие самиот рековте, секогаш ќе се најдат доволно канали преку кои тие што сакаат ќе набават тоа што им треба. Значи, што е целта кога ја разбивате мафијата? Значи, мафијата треба да ја илегализирате, илегално. Значи, да работат во најголема тајност. Да не биде, знаете, доаѓа странец и одит на улица Македонија, седнует во кафичи и овој му вика дало да не сакаш. Да. И да работи во страв. Да биде преплашена за тоа што прави. А не да тоа што се случуваше кај нас. Господата стана влегуваат седнуваат на улица Македонија, или на Кеј седнуваат, го тргат сакото, да му се видел пиштолот, и никому ништо. И никому ништо, никој ништо не презема за тоа. Ја имам идеја. У Македонија секој што вози скупа кола, BMW, значи BMW, кога ќе видиш ти BMW од 150.000 евра или некоја таква Панамера, некоја такво чудо, на секој да му се направи потекло на имот, мислам дека 99% ќе паднат. Не, видете. Вие кога ќе видите ни Скопје, тоа е само основно сомнение. Па не можеш ти човек да го правиш криминал зашто има добра кола. Не. Има една наука која дава диагноза за се. Тоа не е ни криминалистика, не е ни здравствена, туку се вика економетрија. Ти кога ќе го пресметаш БДП-то на Македонија, викаш ние имаме БДП 13 милиарди. Согласно БДП 13 милиарди има број на луксузни возила кои доколку е здрава економијата и реална економија треба да има да речеме толку луксузни. А кај нас има пута 10, а кај нас има помножено со 10. Што значи тоа? Економетријата во Македонија е дека 50% е сива економија. Значи тоа ти го кажува статистика, тоа ти го кажуваат сите државни параметри. И сега ти, кога не си равчистил со сивата економија, ти сакаш, јас мислам дека на овој медиум исто една зборував не за организираниот криминал, како ќе ја намалиме сивата економија. Пријател, првата брана на сивата економија е царинската управа. 75% од вкупните производи за широка потрошувачка во Република Македонија, ако не и повише, влегуваат од увоз. Дали детергент, дали кафе во што го пиеме. Значи било што. Значи една вода вода. Добро, водата имаме ние наши производство. Имаме и наши, ама има и што влегуваат. Сега дозволи. Значи да не правиме моја. Значи ако ти на царина одма, не може да излези возилото од царински терминал додека не си ги плати давачките, ДДВ-то и царината. После тоа, ако сакат робата, нека ја фрлите. Ако сакат да извршит поврат на ДДВ, нека издават фискални сметки. Ако не издават фискални сметки, нема поврат на ДДВ, пријател. Крај. Значи, имаме механизми, имаме експерти. И многу убаво што го наметна прашањето на економетријата. Значи имаме експерти. Нема многу едноставно. Тие работи многу едноставно може да се пресметат. Ова што вие го кажавте за луксузните возила, за луксузните хациенди, за луксузните куќи, тие се само основна сомнение во криминалистиката дека нешто треба да се провери. Значи треба да се провери колку тој по завршна пресметка, колку пријавил доход, колку оданочил доход и така на. Значи тоа не е осумничување дека сите се криминалци, ние не викаме дека се криминалци, ама ајде да видиме по завршна пресметка Златев Љупчо, колку како правно лице, на пример, радио лидер, колку пријавило доход на крајот на годината. Чисти 3 милиони денари година лани сме направиле. 3 милиони денари. Не знам тоа, треба да се провери. 350.000 денари сме платили. Ево одма ви кажем, данок на добивка. 3 милиони денари собственикот на ова радио, нели? Годинава за 3 милиони денари може да се потроши, може да инвестира, да се реинвестира. Може кредит да зема за тоа и така натаму. Но он си има 3 милиони денари профит. Има потекло, легално потекло. Легално. Тоа е тоа. Ама така е. Ама не се знае. А не може ти он загуби фирма. Му има. Ама мене и тебе не викаат за советници. 150.000 денари има обрат фирмата. Милион денара обрат, он направил куќа. Како бе другар? А направил куќа вредна. Да, како бе, од каде тоа? Вредна милионер. Значи,
А ти со 3 милиони денари, колку се 3 милиони? 50.000 евра, не 40.000. Добро, бе, Со добро. 40.000 евра не можеш да купиш гарсонјера од Скопје. Значи, е така. Значи, затоа викаме, Злате, има механизми, има систем, сега нашиот систем е руиниран. Ние 10 месеци ова влада се труди да создади систем, да го врати системот на нозе, да го застани на нозе. Она што викаме, ние сите знаеме, не само ја и ти не сме најпаметни, има експерти Има за попаметни економија, од нас. има експерти во сите области. Башка кои што- ти полицајци. Да, па што викаш башка ја полицаец, да. Викаш башка ја полицаец. Значи- И кој ќе видиш, значи има многу паметни луѓе кои што треба да седнат и да разговарат. Не може, јас се согласувам. Ти не може со сива економија 50% пола со сива економија ти да одиш напред. Значи, да заклучиме. Политичка волја, првата и основна работа, Консензус национален Така, не го консензус. земате зборот дека да сите се согласуваме со оваа работа и казни сурови. Крај. Јас не знам друг начин. Ама тоа Тешка е. глупост тие што веруваат дека по западниве земји луѓето се коректни, честни, фини, педантни, дисциплинирани затоа што казни- се родени. Ама не бе, еве. Никој не е роден Губија така. девојчино, вчера зборував за ова. Губија девојчино Фросина Кулакова на партизанска уште. Добро. Венци има свеќи, Да. се палат секој ден од Така. семејството и така натаму. Од која го уби тој серијски престапник ова дече кој судот го заштитувал и ја објавивме судиката која го заштитувала и се. Месец дена потоа имаше цел време контроли у Скопје. И Скопје беше Цирих. Како да ви објаснам? Беше Франкфурт. Сите си возеа полека, се си беше фино. Помина тој месец, меден месец во кој што се казнуваше и беше со задоволство човек да си вози и побрзо стигнува затоа што не се прават гужви, не се пика никој и така натаму. Се беше супер. Помина тој месец дена, сообраќајна полиција полека почна да се трга, сега пак е гунгула у Скопје. Пак си имаш серијски самоубици околу тебе и потенцијални серијски убици кои возат као лудаци. Прашањето е, значи, ете системот, видовме дека може да функционира, но сега прашањето е зошто престана да функционира. Или па, ама не, Драган, еве, ја отворено ќе зборам. Кај нас, не знам дали приметувате дека сообраќајна полиција пред избори као да има насока да не казнува тој период. Зошто? Па знаеш, сега граѓаните ќе се лутат. Да не се да нервираат. Ние дека ги казнуваме. Какво лутење бе? Немаш појас у кола. Чао. 2 пати те фаќам. Губиш возачка. Чао, пријатно. Не, Пак се враќаме на санкцијата. па санкцијата е основа на доброто поведение. Така, значи санкцијата е превенција заканата на државата дека ќе бидиш сериозно казнет Така за е. било кое кривично дело е најдобра генерална превенција. Значи најдобра. Доколку Љупчо Палевски бил казнет за десетици претходни кривични дела што ги направил, Немало да Не се може да случи дојде немало до да ова, се да. случи Така е. ова. доколку органите, било да е тоа државниот пазарен инспекторат, било Министерство за економија, било Министерство за транспорт и врски, било полицијата, не давале и не правеле фалсификати во Кочани, немаше да се случи тоа што се случи. Економија, не транспорт и врски. Не транспорт и врски за пренамената од трговски објект во дискотека. Значи има елаборат, градежната инженерка, она што викаме, Така. направена е Тоа пред колку години? во 2013-2014 година. Знаеш што е проблемот Има тука? уште една сега друга dimenzија. Значи затоа викам, системските слабости треба да се надминат со носење на соодветна регулатива која што ќе гради генерална Кај нас превенција. Safe City е направен, ама знаеш, ама сега не може да го пуштиме. Зашто не може да го пуштиме? Пошто имаат локални избори. Не, Има Добро, треба да има закони, треба да се сменат 6 закони треба да Е, па се нека сменат. ги сменат. Па има процедура за тоа. Нека ги смена. Затварање на парламентот како Објаснуваше Тошковски што е работата за тоа. Објективни причини има. Ама Не е нека така. отидат и нека ги сменат. Што Не е е проблем? само законите. Системот што се вградува е многу компликуван, скап. Треба експерти кои што ќе го владеат, експерти што ќе добро, го добро. постават. Е па процес е, за жал е процес. Не, добро, нека. Некој да мислел пред 10 години, одамна ќе завршиш на Ама пази, приказна. не, ние го почнавме. Значи, Гордана Јанкуловска Е па добро да и го од тогаш. почна системот. И што Значи, ќе ги застарат и камери, наместо, бе? не, дозволи.
Значи, наместо во 2017 Оливер да продолжи со надградба на тој систем, тој го исклучи. Тој го разгради, да. Тој го разгради. И сега Оливер вие кога имате 7 години разградување, во 7 години се извршија 4 или 5 измени на Законот за безбедност на сообраќај, кој што одеа во насока на намалување на казни, не знам ова, не знам. Значи, се направи еден куп. Јас го разбирам министерот Панче Тошковски во која состојба е. Со кој правен тим работи, со што работи. Абе нема оправдување, нека седнат, нека работат, нека го завршат. Се слагам. Злате, Доста ми е веќе од оправдување. ама не, јас викам цело време јас зборувам. Абе че го затворам парламентот 6 месеци има да штанца закони и крај. Во Скопје. Денеска да го уклучиш Safe City у Скопје. Утре буџетот ќе има 5 милиони евра приход. Еве ја ти кажам, да, утре полека. 5 милиони евра значи ќе наплаќаат. Затоа викаме, значи сето тоа е решливо и ќе биде решено. И ќе би, јас ги разбирам. Јас го разбирам премиерот во која состојба е. Он често пати што викат? Каде да пипниш? Тебе јас колку пати во емисија сум зборел. Луѓе, и со Горан Момировски. Каде да пипнеш, секаде е дупка, да. Абе има афери во денот, во изминатите 7 години имаше толку афери во денот што ние како аналитичари кои што седиме, читаме, работиме, онадиме, не можевме да ги следиме. По 3, по 4, по 5 финансиски афери ни се случува во денот. Што се лажиме? Па една лопата асфалт не фрлија, каде се отидени 200 и нешто милиони евра на автопатот Охрид. Каде се 120 милиони евра? Може да направиме до утре, Ѓурче. Може каде се 120 милиони евра за фабриката за електрични автомобили? Леле, стварно. Па ние еве денеска расправаме овде сад време, па ние него ни спомнавме еколошките кривични дела сторени од Пуцко Петрол и екипата. Јаковски интересно со 2 милиони не излезе. Да, ама не интересно. Џабе парите. Има жалбена, има жалба Јаковски пред кривичниот. Но секој случај барем на прва го одби. Ама не, дозволете што е таму проблем. Таму е економскиот дел од криминалот, западот плаќат некој да го изнеси тој канцероген мазут од таде, не да го платиш, да го купиш. Значи они 2 пати заработуваат при увозот што го земаат од таде и плюс да ни го продават. Плюс го продаваат на електростопанство, плюс го продаваат 167 милиони. Па сетете се на Кочан, на Сијат Кочан што му направија за 17 милиони евра, па му го земаат целокупниот имот, камиони, багери, ова, она. Луѓе, зашто јас цело време зборувам? Економските кривични дела треба да бидат санкционирани со забрана за оптоварување на имотот и забрана за отоѓување на имотот. Еве, драг колега, само еден наш напишува дека, апропо полициските контроли, дека од Ченто до Влаја веќе 4 полициски контроли начекало. Значи, денеска? Да. Работат. Алалва им. Работат луѓето. Малку се, уште 4. Не ми кажа за коментарот на Јонос. Не, нешто друго беше. Да не е бивш коментар од вчера, мене ми е префрлено. Нема врска. Инаку да ви кажам чисто за бидејќи дојдеме до крајот, не време не очекува. Да, еден загинат веќе има на поудар на гром во Прилепско. Еве најавуваат голем невреда, не знам дали е точно во оваа држава, не се знае не времето дали доаѓа или не. Чекај да им Миле нешто кажува. Се додека поличарите се над државата, ништо нема да се промени, плюс ако предодадеме дека и секој локален моќник исто така се мисли дека и над државата, нормално нешто се случува. Миле, ти побегна во Катар, тамо штанцаш парите, молам, не коментирај. Идем во Дубај. Штанцаш парите, молам, не коментирај. Ние коментираме, ние коментираме како. Поздрав огромен до Миле. Миле, како представник на македонската диаспора си ти, немаш нигде сонце од кутлеш. Мислам дека се трудиме ние да укажеме на тоа како ова влада мора да направи година дена. Значи таа е донесена да не извадит од калта, да не застанит на суво. Ја не викам дека треба да не изнесит одма, да не фрлит 100 години напред, не. Да не извадит од калта и да не ставит на суво. Штом че не ставит на суво, веќе можеме да размислуваме како да одиме напред. Значи не газиш и тониш,
него гасиш на суво, на цврста подлога гасиш. За почеток, така. За почеток. Тоа е многу Многу битно. мене не сваќаат дека ние мора први да застанеме. Да. Луѓето уште не разбираат дека ние навистина сме потонати до ребра во кал, можеби и до врат, да. Можеби до гуша. Луѓето мислат дека само треба да се направи една, знаеш она, ајде уопсете неколку души и сменете ја власта. Не е тоа. Не, затоа реков, значи треба да застаниме на суво. И ако во овие 4 години застаниме на суво, како народ, како држава, како граѓани на оваа држава, јас верувам дека наредните 4 години веќе ќе можеме да зборуваме за развој. Повели Златев Па добро. Мислам дека тука негде 10 саат дојде, мислам дека е време полека да завршуваме. Ти благодариме за оваа емисија, навистина одлична емисија ова утро. Согласувам, бројни коментари, убави реакции и така натаму. Љубомир Ѓурчевски, безбедносен аналитичар, ти благодарам. Благодарам на поканата. Драган, ти благодарам и апсолутно. тебе за Задоволството е оваа мое. убава емисија што ја направивме ова утро. 10 часот 24/4. Да. Па шо? Тука сега сме утре, почитувани слушатели, малку ќе удриме на психологија. Односно како со една личност која практично работи со семејствата на загинатите од Кочани, малку една трогателна тема имаме утре. Останете со нас, се гледаме повторно утро, можеби нешто и за викендов ќе направиме, ќе видам. Се гледаме, слушајте најдобрата музика на радио, претплатете се на нашиот канал, затоа што уште малку сме до 10:00, после 10:00 влегуваме во трендинг видеа и веќе приказната е сосем поразлична. Односно, тогаш ќе се види кој е кој во македонското новинарство. Така што направите ни уште 500 лајка таму, наштанцајте ги. 9500 имаме, уште 500 не фалат. Стиснете subscribe на нашиот канал, читајте Лидер МК и слушајте 98,1